А не можам да се налакам пред голям станч. А вие можете да гледате таа камера. Еве уште има, еве сега ве прикажуваат. Добро вечер, почитувани гледачи, ново издание на Ваш термин. Се надевам дека и денес ќе бидете со нас како и секогаш, ќе добиете многу информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје. А знаете дека секогаш говориме на одредена тема, која што нели ние овдека предмет за разговор. Ни гостува доктор специјалист кој што ќе биде одговорен за оваа тема и се разбира разговараме за тоа, а доколку имате и вие некои прашања во однос на темата, доколку нешто ве интересира, слободно ќе можете да ни искомуницирате, бидејќи знаете како секогаш Ваш термин е отворена и контактна емисија. Веднаш ќе ви откријам за што станува збор околу денешната тема за денес. Значи ќе говориме за заболувањата на тироидната жлезда, односно нарушувањата на незината функција. Значи прво ќе објасниме што е тоа тироидна жлезда, потоа ќе објасниме и што се однесува до оние нарушувања, пак какви нарушувања постојат, како се нарекуваат тие, како се лекуваат, диагностицираат, третманите и така натаму. За тоа ќе биде одговорен денес доктор Горан Николов, кој што е специјалист интернист и субспецијалист кардиолог, а ни доаѓа од Центарот за внатрешни болести срце. Веднаш да го поздравам, да ви посакам добре дојде, бидејќи сте за прв пат во Ваш термин и многу ми е драго. Благодарам. Добро вечер до вас лично и до вашите гледачи. Така. Од моје лично име и од колегиумот на Центарот за внатрешни болести Скопје, срце од Скопје. Така. Значи кажав на која тема ќе разговараме денес, меѓутоа пред да започнеме да говориме на темата, како и секогаш обично подготвуваме еден прилог кој што ја најавува на некој начин оваа денешна тема, па би предложила од режија да го пуштат прилогот, се разбира да го слушнеме. Тироидната жлезда е жлезда која наликува на пеперутка, сместена во предниот дел на вратот, веднаш под адамовото јаболко. Жлездата ја обвиткува трахеата, дишникот од предниот дел и се состои од два лобуса кои формираат две крилја споени меѓу себе со среден дел истмус. Жлездата е како мала фабрика која го користи јодот најмногу од морската храна и кујнската сол која денес е јодирана, за да произведе тироидни хормони. Овие хормони го регулираат метаболизмот во телото и имаат влијание врз растот и другите важни функции во организмот. Двата најважни тироидни хормони се тироксин, Т4 и триот тиронин, Т3, кои представуваат 99,9% и 0,1% од тироидните хормони, респективно. Хормон со најголема биолошка моќ представува Т3. Откако ќе се ослободи големо количество Т4 од тироидната жлезда, тој се конвертира во Т3. Тоа е активниот хормон кој влијае на метаболизмот на клетките во целото тело. Кога се лачи соодветна концентрација тироидни хормони, машинаријата на метаболизмот во секоја клетка од нашето тело функционира безпрекорно. Меѓупродукт на оваа машинерија е топлината. Една од главните функции на тироидната жлезда е да обезбеди постојана и соодветна телесна температура за обезбедување нормални хемиски реакции и искористување на ензимите, витамините и на минералите, па соодветно при нарушена функција на тироидната жлезда настанува и нивно отежнато искористување. Во ерата на интернетот и достапноста на информации, се повеќе се подигнува свеста за болестите на тироидната жлезда. Во светот, околу 300 милиони луѓе страдаат од вакво заболување. Многумина не се ни свесни дека имаат проблеми со оваа жлезда и се уште не им е поставена диагноза. Почести се кај жените се смета дека 1 од 8 жени ќе развие тироидно заболување во тек на животот. Затоа во развиените земји се прави рутински скенирање на тироидната функција кај жени по 60 годишна возраст. Заболувањата на тироидната жлезда се на второ место по дијабетесот од болестите на жлездите со внатрешно лачење. Ете го видовме и го слушнавме прилогот кој што беше подготвен како најава за денешната тема, уште еднаш за оние кои што еве подоцна се вклучуваат да најавам новаа тема. Денес говориме со доктор Горан Николов, специјалист интернист и субспецијалист кардиолог. Уште еднаш добре дојдовте и се надевам дека оваа тема денес што ќе обработиме ќе има
добар ефект врз основа на тоа што ќе го кажеме, се со цел да ги информираме нашите гледачи пак навреме да реагираат, бидејќи како што се зборува и во прилогот, многумина пак можеби и не се свесни понекогаш за нарушувањето на работната на штитната жлезда и многу подоцна тоа го откриваат. Значи со цел да ние делуваме нели на гледачите, ќе разговараме на оваа тема, уште повеќе што ги спомнеме и симптомите и сите оние работи кои што треба да ги знаат за да ако имаат некои од овие симптоми се јават на лекар. Ајде некако вака да започнеме првин, сепак да објасниме нешто повеќе за тироидната жлезда како жлезда во нашиот организам, која е, што е, зошто служи, зошто е толку битна и зошто е толку важна за сите оние функции за кои што беше напоменати во прилогот, пак и зошто пак кога се случува нејзино пореметување толку многу, како да кажам, несакани ефекти носи по нашето здравје, пак дури и кажавте може да влијае дури и на работата на срцето. Така е, како што беше во вашиот прилог многу убаво наведено, таа е одговорна за базалниот метаболизам кај човекот. Значи за искористувањето на шекерот, на маснотиите, на протеините во крвта, за нивното подобро искористување. Понатаму за терморегулацијата, за топлување на човечкото тело. Практично нема клетка во човечкото тело на која таа не делува. За јачината за работата на срцето таа делува. Делува за работата за спроведувањето на нервните импулси. Значи, на многу работи делува. Делува на репродуктивните хормони, на хормоните за размножување. Така да, кога таа има пореметување, има реперкусии и на другите органи. Еве, јас како кардиолог можам да кажам дека има така наречени кардиотиреози. Значи, заболувања кои настануваат и се последица на заболувањето на тироидејата и имаат реперкусија, имаат влијание на кардиоваскуларниот апарат. Сега ќе кажеме, ако имате зголемена функција, тие луѓе добиваат тахикардии или забрзана работа на срцето, аритмии, значи тахиаритми може да имаат. Обратно, кога имаме намалена функција на штитната жлезда, тие луѓе имаат забавена работа на срцето или брадикардија. Понатака тие луѓе може да имаат и вода околу срцето, значи може да го имаат тој така наречен микседемски перикардитис. Значи реперкусиите на кардиоваскуларните органи може да бидат исто така. Понатака може да се покажи и крвниот притисок меѓу другото. Така. Каде точно еве уште еднаш вие да објасните се наоѓа негде или на предниот дел од грлото? Да, беше убаво кажано во прилогот се наоѓа на предниот дел кај рскавицата или кај трахејата, кај душникот. Таа се вика штитна жлезда, затоа што има форма на штит, или пак некои ја споредуваат како пеперутка, пошто има две крилја. И таа е мал орган, околу 3-40 грама е, но е многу битна и значајна за човечкиот организам. Сепак таа е жлезда која што лачи одредени хормони кои што се многу битни, како што кажавме. Зошто се толку битни овие хормони? Што се случува? Каква е нивната улога? Значи за синтезата на хормоните на тироидната жлезда, како беше кажано во вашиот прилог, значи на Т3 и на Т4 на тироксинот, нели на левотироксинот, многу битен е јодот, кој го внесуваме преку храната и преку водата. Има во одредени делови на земјата, на нашата земја, кај што тоа помалку го има. Во Западна Македонија, Кичевско, Тетовско, Гостиварско, таму имаше едно време во 60-тите и 70-те години струма, значи појава на ендемска струја, тоест гушавост. Меѓутоа, некои паметни глави се сетиле како тоа да го надокнадат и направена е суплементација, значи замена на тој јод, нели гледате дека кога ќе земеме ние онаа сол во продавниците пишува јодирана сол. Значи тој недостаток се надокнадува со тоа што се јодира солта и таа ендемска струма веќе ја нема во такви размери. Не само во Западна Македонија, него и пошироко на Балканите и Косово е такво едно подрачје кај што имаме ендемска струма, Босна и Херцеговина, значи и други земји во окружението имаат пореметување на жлездата кај тие луѓе. Колку што можам да разберам, значи јодот е многу важен за работата на тироидната жлезда. Тој е микроелемент и он е многу круцијален во синтезата, во стварањето на овие два битни хормони, на Т3 на Т4, значи на триодинот и тироксинот, односно левотироксинот. Така. И сега што се случува кога овие хормони најверојатно ќе нивната работа малку ќе се поремети, што се случува со пореметувањето на функцијата на тироидната жлезда, меѓутоа сепак уште еднаш да се обратам до нашите гледачи, значи од режија би замолила сега веќе можат да ги испишат телефоните на екранот ако не се веќе испишани.
И да се обратиме до гледачите, значи доколку имаат некое прашање во однос на темата, во однос на некој проблем со штитната жлезда, може да биде еве поврзан нешто и со срцето, може да се обратите до нашиот денешен доктор, да се јавите во програма, да се придружите, се извинувам, во нашиот разговор и се разбира доктор Горан ќе се обиде да ви даде одговор на сето она што вие ќе го прашате или пак некоја насока во однос на вашиот проблем. Доктор Горан, ајде сега да продолжиме понатаму. Значи, говориме за пореметувањето на работата на тироидната жлезда. Што се случува тогаш? Така. Постојат две врсти на пореметување на тироидеата или штитната жлезда. Тоа е синоним. Значи, кога имаме зголемена функција на штитната жлезда и кога имаме забавена функција на штитната жлезда. Па јас би предложил едно по едно да ги елаборираме симптомите и знаците и како понатаму ќе видиме како тоа се дијагностицира, како тоа се докаже. Али еве да ги кажеме прво, ние велиме оној клиничкиот дел. Так. Значи при забрзана работа, при зголемена функција на штитната жлезда, целиот, не рековме дека таа е одговорна за метаболизмот. Значи целиот метаболизам наш е на 220 волти, еве да се изразам фигуративно. Тие луѓе и покрај тоа што јадат слабеат. Тоа е онаа болест кој вие жените сакате да имате, да јадеш многу да слабееш. Еве вака малце да се нашалиме. Значи имаме слабење на организмот. Понатака имаме срцебиење. Рековме дека дава реперкусии на кардиоваскуларниот апарат на срцето. Имаме аритмии. Понатака можеме да имаме, рековме дека и на репродуктивните хормони може да делува. Кај мажите може да дојде до намалување на либидото, понатака кај жените може да дојде до губиток на менструацијата. Понатака кај тие луѓе имаме зголемено потење. Кожата ни не е влажна. Значи таа е како еден, како се вели, баршунаста, како еден сомот, знаете. Значи, понатака може да се јават диареи, да се јави забрзано празнење. Многу често во нашата пракса сме имале тие луѓе се јавувале кај гастроентеролог заради тие проливи и потоа покасно сме им поставувале дијагноза на хипертиреоза или зголемена функција на штитната жлезда. Понатака имаме косопас. Значи и ред други манифестации. Кај некои луѓе кои што имаат онаа базедова болест, нели, кај што имаме онаа гравесова болест, имаме и еден екзофталмус, односно избочување на очните јаболка, нели, и тоа ние тие луѓе што се вели кога ќе влезат во ординацијата, на врата ги препознаваме одма со нашето долгогодишно клиничко искуство. Значи тој тип на манифестации даваат и на кардиоваскуларниот апарат, и на гастроинтестиналниот апарат, и на метаболизмот, значи може и шекер да се покаже. Тоа е болест на метаболизмот. Како што беше кажано во вашиот убав прилог на почетокот на емисијата, таа е втора метаболно засегање после дијабетот, кој е прв од метаболните нарушувања. Заболувањето на тироидот се на второ место. Тоа е околу покачената или зголемената функција на штитната жлезда. Само да ве прашам, дали мора сите овие симптоми кои што ги наведовте да ги има или може да има само некои од нив? Може да бидат. Тоа е многу важно бидејќи луѓето треба да знаат. Може овие симптоми да бидат маскирани. Ова е одлично прашање од ваша страна и не мора да бидат така како што пише во книга, како што јас ги набројав. Ние викаме дека може да има и така наречени субклинички форми на болеста, или ларвирани, сокриени форми, кај што може дел од ова да има, дел да се испреплетуваат, ние ги викаме тие мозаични форми. Или, на пример, кога имаме така наречен токсичен аденом на штитната жлезда, тоа е еден јазол во тироидеата кој е хормонално активен и обично кај повозрасни лица може да се јави. И тие луѓе имаат само проблеми со срцето. Доаѓаат кај кардиолог заради аритмии кои не можете да ги купирате, да ги уловите, да ги ставите под контрола со никаков антиаритмик. Значи, а немаат симптоми на слабење, на метаболно расстройство. Значи, само нивната слика се разликува. Тие се тие кардиотиреози. И тие луѓе, велам, рефракторни аритмии, доаѓаат цело време кај кардиолог, му давате еден лек, му давате друг антиаритмик, а не можете да му смирите болеста, додека не се открие дека тој има токсичен аденом и кога ќе се стави болеста под контрола и аритмията ќе се смири. Обично тие токсични аденоми може само хируршки да се решат, не може со класични лекови, со тиреостатска терапија. Так. Значи, кога некој ќе ги почувствува овие симптоми, кога збориме за покачен тироксин, значи кога веќе работата на штитната жлезда се забрзува и метаболизмот и како што кажавте доаѓа до слабење и така натаму, тогаш еден пациент каде треба да се обрати? Дали е доволно само да направи ехо
диагностика на тироидеата, се извинувам, па тогаш веќе може да вие да насетите еве како интернисти и кардиолози дека нешто не е во ред или пак мора тоа да се испита преку крвта? Велам, дали може да се дознае само преку ехо диагностика? Многу битно е матичниот лекар Така? да он препозна и да постави сомнеш дека може да се дека е можно нарушување на щитната жлезда. Така. Да тој го испрати на специјалист, интернист. И добар интернист тоа би можел да го препознае и тој да индицира испитување, хормонско испитување. Значи оваа жлезда се поставува преку крвта. Значи, ова е испитувањето биохемиска диагноза. Имаме и други помагала. Секако тука е клиничкиот преглед. Па вие ќе видите дека тој човек целото тело му трепери, дека го има оној лесен, ние викаме флепинг тремор, оној лепршав, знаете како понатака ќе видиме дека има тахикардија, дека неговата кожа е топла, дека тој се поти, знаете, дека е напнат. Жлездата делува и на психата, знаете, ги алтерира, ги променува луѓето. Јас секогаш велам на моите почитувани колеги психијатри, секоја психонеуроза диференцијално диагностички мора да се искуши заболување на тироидеата. Значи, тај и психички може да го измени човекот со една тескобност, со една анксиозност и така натаму. Значи, битно е лекарот, општиот лекар, да тој го канализира пациентот понатаму до интернист и интернистот понатаму ако треба и до ендокринолог, ако е добар спремен интернист, тој може исто така. Меѓутоа, обично тоа го решаваат овие субспецијалисти, ендокринолози или на Институтот за нуклеарна медицина и патофизиологија. Така, ајде да проговориме малку за обратната проблематика која станува збор за, значи, забавена работа на тироидната жлезда. Што се случува тогаш и кои се тогаш симптомите? Забавената функција на щитната жлезда малце потешко се открива. Морам да кажем и тај има еден подмолен тек. Може да поминат и со години, а да човек не помисли на тој да не се открие. Така. Значи, обратно, ваму имавме све беше турбо и метаболизмот и тахикардија овдека. Тие луѓе се малце психомоторно забавени. Тие луѓе имаат еден посебен аспект. Тие се малце имаат отоци на лицето, на телото, подбули се, знаете малце. Имаат еден воштан, еден блед тен на лицето. Реков, отоци околу очите, околу очите. Понатака нивната кожа е сува, нели ваму беше влажна, топла, они се потева овие со хипертиреоза. Кога ќе направите ЕКГ, ќе видите дека тие имаат брадикардија, забавена работа на срцето. Понатака тие имаат обстипација. Јас се сеќавам еден познат професор кој работеше во нашата ординација, еден од најдобрите диагностичари, кога испрати еден пациент кој дојде кај него првично кај гастроентеролог заради обстипација, заради запек. И стариот искусен професор рече, дајте проверете и тироидната жлезда. И ние видовме дека тој има хипотиреоза. Значи, таа забавена работа, тоа пореметува во празнењето на цревата, беше како резултат на забавена работа на щитната жлезда. Кога ние тоа го решиме, кога го поставиме човекот на хормонско заместителна терапија, и му се регулирава и навиките во празнењето на цревата. Сакам да ви кажам, али хипотирозата потешко се открива него хипотирозата, него хипертирозата, односно големата функција. Дали имаме гледач режија? Ајде да го слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака ме интересира исто за тероида. Така. Но циста на тероид. Ај уште еднаш повторете само уште еднаш. Циста на тероида. Циста на тироидната. Да. Дали тоа е за вас лично? Да. Колку години имате? 45. Кога ви е тоа откриено и дали нешто досега е преземено околу тоа? 7-8 години го имам тоа, нема никаква терапија немам. Сега моментално треба биопсија само да се направи, но има двоумење. Некои ми кажуваат да, некои не. Така. Значи, за биопсија и сега не знам што така. Немам никакви лекарства, например, не се сприма. Терапија никаква нема. Сакате една консултација да го видите мислењето на нашиот денешен гостин, доктор Горан Николов? Што понатаму? Што би било добро да се преземе? Добро, ви благодариме за... И само момент, ме интересира за биопсијата. За биопсија. Дали ќе има некои последици од биопсија или не?
Дали разбирате, доктор Николов, имате нешто вие да Вака, јас тоа многу добро го разбирам. Добро, ви благодариме Госпоѓата што убаво се јавите. опиша, вашата гледачка, дека има циста на тироидејата, значи она има пореметување во изгледот на жлездата, има една формација, цистична формација на тироидејата. Меѓутоа, таа многу добро кажа, незината функција е сочувана. Значи, тука не треба никакво лекување. Таа циста треба се следи, дали расте, дали не, и еве е предложена и да се направи биопсија. И тоа не е ништо страшно. Се прави тенко иглена биопсија, аспирациона биопсија, да се види, затоа што има различни тумори на тироидната жлезда, некој цист, аденом дане или така нешто. Тоа се најчесто крварење, тоа е многу мехко, многу рахло ткиво и многу често има и во самата жлезда има крварење, се формираат како мали шуплини, како цистични формации и тоа треба да се боцне со една мала игла, се прави аспирациона биопсија и се гледа на микроскоп на клетките дали има нешто или нема. Нешто сериозно или не. И најчесто тоа е бенигно. Значи, ја им велам на пациентите, луѓе, да, треба да се тоа направи, да бидете и вие пациентите и ние лекарите да бидеме мирни. До крај таа дијагностика да се направи, да биде недоречена, нели, ете, може да има, не дај Боже, некој тумор или има или нема. Али во најголем број случаи тоа се доброќудни или бенигни израслини. Значи, предлагате сепак да направи али таа биопсија, треба така? и, пошто жлезата е променета, значи таа е по својата морфологија, по својата архитектоника видоизменета, треба бар еднаш годишно се следи и незината функција, тоа да се гледат хормоните како работи. Таа кажа дека неколку години тоа го има и до сега немало потреба и колегите не и дале никаква терапија за тироидејата, за незино лекување, пошто функцијата е сочувана. Значи тоа се комбинации. Имаме променета жлезда, видоизменета, а нормална функција. Знаете како медицината еден и денесен два секогаш. А некојаш имате на изглед нормална жлезда, а има промени во својата функција. Да. Тоа ми беше и прашањето кога ве прашав претходно дали може само со еходиагностика, ако питат дека нели еве вие како кардиолози прегледувате штитна жлезда со ехо, гледате дека е во ред, меѓутоа може да сепак да се случува нешто. Да, околу дијагностиката сакам да кажам, така. околу дијагностиката покрај клиничкиот преглед, Така. значи покрај палпација, добро обучен лекар, значи тој само со прстите ќе ја палпира, ќе види дали е таа задебелена или не. Така. Дали има некоја израслина, дали има некој јазол, некој чвор или нема. Значи, дали е болна, безболна, каква конзистенција има, дали е гуместа или не, и така натаму. Понатака, рековме дека таа е биохемиска дијагноза и преку крвта се поставува за дијагноза, а исто така, апсолутно се прави и ехо или ултразвучен преглед на штитната жлеза, да се види каква е по морфологијата. Еве, пациентката, гледачката ваша, значи, е гледана на ехо и е најдена таа циста. Значи, тоа се тие дијагностички процедури кои ги прави. Кои треба да се направат за да се утврди точно така што и како. Кажавме за забавената работа нели на тироидејата, што тогаш се случува, кажавте дека тогаш нели во тој случај можеби потешко се открива ова пореметување. Се случува понекогаш при некои испитувања кога веќе се прават нели да покаже дека тироидните хормони се на граница. Што значи тоа? На некоја граница. Значи, може да бидат гранични. Еве сега преска рековте за некои форми кај што ние викаме субклинички форми, кај што не се така симптомите и знаците што велиме ние апла видливи. Така. Него тоа се субклинички форми или ларвирани, еве конкретно за хипотиреозата. Кога имате лесно покачен едниот хормон, а другиот хормон е нормален. И ние велиме дека ако е ТСХ покачена, оној FT4, оној слободниот тироксин кој е одговорен за функцијата на жлезата нормален, и ние велиме дека тој пациент, таа пациентка има субклиничка форма. Значи таа ги нема оние знаци на сува кожа, отоци, тоа се оние флоридни, тешки форми на хипотироза кои, како што кажав, ги имаме искуство и вака клинички, ние сме перцепционисти, ги распознаеме уште пациентите малтене кога ќе влезат на врата. Стварно тоа е едно искуство кое ние го имаме долго години сме го стекнале. Нели? Така да тие работи, тие субклинички форми потешко се препознаваат. И сега исто така вичноста на докторот, неговата спремност е битен дали да се постави тој пациент на терапија или не. Така. Значи одлучува. Например, исто така имате некоја млада дама, млада жена која се лечи од инфертилност, од неплодност. Так. И таа има малце покачени хормони,
таа секако ќе мора да се даде, да се суплементира, да се дадат хормони у некои мали мини дози, да оној ТС како доведеме под 2,5, знаете како, за да незината фертилност, рековме дека таа делува и на репродуктивните хормони, и сме имале неколку такви пациентки кои на крај завршувале среќно, имале пород, значи зачнувале и така натаму и така натаму. И тоа е големо задоволство. Делува, да. И нашите колеги, ние во соработка нашите колеги гинеколози, да напоменем дека во нашиот тим во Центар за ротични болести и срце имаме врвни стручњаци, специјалисти, суспецијалисти, имаме и ендокринолог и за тие работи ги решаваме тимски заедно, така да со колегите. Так. Кога веќе ќе се постави диагнозата, без разлика за кое пореметување станува збор, се дава одредена терапија. Обично се вели кога станува збор за штитната жлезда, дека барем во некои случаи треба терапијата да се пие доживотно. Дали е тоа секогаш така и зошто е така? Значи вака, постојат неколку врсти на лекување. Сега да идеме прво од едната форма на болеста и од другата. Прво почнеме со зголемена функција на штитната жлезда, со хипертиреоза. Кај хипертиреоза имаме класично лекување со медикаменти. Тоа се тиреостатски лекови. Значи, тие лекови служат да ја намалат функцијата на штитната, да ги блокираат оние хормони кои се отидени во небо. Значи, има неколку врсти. Имате тирозол, имате пропилтиурацил и така натаму. Тоа е едно врсто на лекување. И тој тип на лекување отплика трае година до година и пол дена. Не може повеќе луѓето со години да ги држите на таа терапија. Таа е хронична болест и можеме во еден момент да се обидеме пациентот да го оставиме без лекови, да тој влезе во ремисија. Значи, клинички болест да почне да мирува. Што не значи дека еден ден може пак да имате релапс, односно да се влоши болест. А не мора и никад да се појави. Значи, тоа е едно врсто лекување со, рековме, со медикаменти. Медикаментозно или фармаколошко лекување. Второ лекување, рековме оној токсичен аденом, оној мал јазол кој лучи хормони. И тој не може да се смири со никаква терапија тиреостатска. Тој ќе мора да се реши оперативно. Да се извади тој јазол, тој тумор, нели, кој најчесто е бенигни, тој е аденом, меѓутоа тој не може, тој е автономен јазол, тој само од себе лачи и не може да се супримира со лекови. И тој мора оперативно да се лекува. Исто така имаме некојаш некои тешки форми на хипертиреоза, кога со лекови со години ги лекувате и не може да се стави болеста под контрола, и тогаш може, поготово ако се тоа особи кои се во некоја возраст, да кажам, кои веќе завршиле со плодноста, со фертилноста, кои не мислат понатаму да раѓаат, со радиоактивен јод, значи тоа е третиот модалитет, третиот начин на лекување. Тоа е за хипертиреоза. Ова што кажете доживотно. Кај хипотироза или забавена работа на функцијата. Тогаш се користи? Кога гледате дека таа жлезда е спржена, дека таа е испразната, дека таа ја нема, смалена, атрофична, дека тој човек скоро па да нема жлезда. Многу често тоа е резултат на едно воспаление кој се вика Хашимотова болест. Кога клетките, антителата ја атакуваат жлездата и ја разараат, и како ја разоруваат, и како последица на тоа доаѓа до консекутивно, последователно доаѓа до една хипотиреоза. Таа жлезда дефинитивно е разорена. И тогаш вие морате тие хормони да ги дадете, значи да дадете хормонско или хормонално заместителна терапија. Како ние што има диабет, па им фали инсулин, се боцкаат со пенкалсе секој ден, така и вие, ја им викам на пациентките кои ми откриеме таа болест, малце да ги охрабриме. Знаете, на пациентите, знаете што, имате диагноза, меѓутоа таа диагноза се лекува. Една имате лоша вест, диагноза, а добра вест што таа се лекува. Па фала Богу, какви болештини има денеска с краја било. Сакам да кажам, и тие луѓе до крајот, најверојатно, значи терапијата треба да биде непрекината и најверојатно доживотна. Еве, тоа е за тие хипотиреози, кај што нема жлезата не и тоа се таблети кои се зимаат наутро, половина час на гладно пред јадење, да го впие организмот лекот, значи да не го земете со храната, да се компромитира
апсорбцијата на лекот, него се зимаат обично на гладно секоја сабајле. Ја им велам вака, еве, Господјо, веќе денот одутејќи и почиња со еутирокс до крајот на животот, секоја сабајле, како што ние гутаме оние витамини, предиме на работа, знаете, такво е времето, суплементи и сите ги зимаме, идеме на работа, така и ова ќе земете еден теурокс, па ништо страшно. За да може да го помогне. Али многу ќе помогне понатаму, дека рекоме има реперкусии, сакам да кажем кај хипотиреозата. Пошто тоа болест за сега и на метаболизмот, таа ги покачува маснотиите. Имаме секундарна хиперлипидемија, а маснотиите се убиец на крвните садови. Знаете како? И сега вие ако не лечи таа хипотироза, да давате статини, да давате лекови за намалување на маснотиите, никој лекови за намалување на маснотиите нема да го коригираат това ако вие жлезата не ја средите. Така да тоа се многу работи, многу е сложено и се е поврзано, знаете како. Така да тоа е тоа. Како што кажавте, многу поврзани работи во организмот и многу работи за функционирање, пак правилно на еден организам зависат од правилната работа на штитната жлезда. Ајде имаме гледач да го слушнеме. Добро вечер, за кого? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака, имам едно прашање. Ве слушаме. Пред 2 години ми открија тироидна жлезда, меѓутоа е еуторидна. Значи, не пијам никакви лекарства, во нормала се хормоните. Сега имам некој израсток, јазол, биопсија имам направено на тоа и е бенигно. Така. Сега, дали моментално не се препорачува операција, ако почне да расне, значи ќе се оперира. Сега, дали ќе има промени ме интересира во хормониве. Дали може да се пореметат хормониве, до сега се нормални. Од самиот израсток што го имам, бенигно. Добро. Тоа ми е прашањето. Добро, ви благодариме што не следите и што се јавивте. Останете да не следите, ке слушнете мислење на доктор Николов. Пријатно. Добро, ова е слично прашање од вашата гледачка. Говоревме ние, меѓутоа ајде сепак. Како циста, али во овој случај се работи за јазол и е докажано во првиот случај. Значи циста е едно, јазол е друго. Така, значи друго е. Циста е таа е водена циста, во нејзина има течност, ова може да биде солидна формација. Меѓутоа, првата пациентка прашуваше дали треба тоа да го направи, а кај госпоѓата веќе е направено и докажано дека е бенигна. Значи, таа госпоѓа треба да биде мирна. Значи, не е некој карцином на тироидеата, има и такви, тој тип заболувања, за тоа можеме малку покасно да објасниме на вашите гледачи. Значи, сочуване функцијата не треба леко да не се секира и таа треба се следи бар еднаш годишно на 6 месеци незината функција и на ехо да се прават повремено ехо контроли да видиме дали тоа расте. Некогаш имаме огромни жлезди, знаете, огромни и тие и се спуштаат позади градната коска, ние викаме ретростернално и прават проблеми, значи механички проблеми на душникот, трахејата, значи тој компресивен синдром ние го викаме. И тогаш во такви случаи треба да се оперира тоа, затоа што они имаат стридор, знаете, оној визинг, шуштење, вакво. И во такви случаи треба да се острани, затоа што смета таа механички притиска, не ради ништо друго, него го компрометира дишењето. Само праша дали ќе има влијание некое врз работата на хормоните на тироидеата? Не, нема да има никакво влијание. Биопсијата е направена, тоа е многу фина тенко иглена биопсија, аспирациона биопсија, се зема малку неколку клетки, се гледат на микроскоп и еве каже дека резултатите биле фала Богу. Значи да не се грижи, уште повеќе што има направено биопсија, еднаш во годината доволно е да појдете да се направите ехо во секој случај за да следите и се надевам дека нема. Биопсијата нема да компрометира функцијата на штитната жлеза. Тоа што е направено во дијагностички сврхи, така да не се плаши господја. Доктор Николов, ме интересира што ако некој не реагира на време. Кажавме дека има симптоми одредени, еве сега да зборуваме за зголемената работа на штитната жлеза, значи за брзаната. Поточно, ако некој не реагира на време, поминува 1 година, 2, си има некои симптоми, па нема, па има, па што може нешто да се искомплицира или? Така е, ова е исто така добро прашање. Значи, ние сега имавме еден пациент, еден господин кој така беше во некоја возраст, да кажам, малце во години човек. И кога дојде кај нас, јас видов дека е во аритми. Иначе тој е мој стар пациент, јас го лекувам, меѓутоа ете така, они од една друга хематолошка болест се лекува, така еден
повеќе коморбидитети и повеќе заболување има. Нели, еден човек може да имате и диабет, и хипертензија, и притисок, и да имате и тироидеа. И ние видовме дека човекот кога дојде кај нас, неговата жлеза повторно се активира, дека имаше на ЕКГ-то аритмија, и кога направивме и ехо, тоа е предноста што сум јас и кардиолог, значи ја и тироидеата гледам и срцето го гледам истовремено, јас видов дека неговото срце е проширено. Значи, како резултат на хормоните кои цело време работеле таа аритмија, таа брза работа на срцето, се заморило срцето и тоа почнало да се проширува. Значи, ние имавме една така наречена токсична кардиомиопатија. Меѓутоа, за среќа, тие токсични кардиомиопатии се реверзибилни, значи се враќаат во нормала. Ако вие сега со тие лекови ја ставите жлезата под контрола, аритмијата ќе се успори, срцето ќе се врати во нормални димензии. Значи, може да има реперкусија и на срцето, на кардиоваскуларниот апарат, ова што го реков. Јас и неколку случаи на нашата секција на кардиологија, на клиниката за кардиологија, иако не сум таму вработен, меѓутоа многу често ги дружам колегите и исто така и ние одржуваме некои предавања и баш тој случај им го соопштив на нашите почитувани колеги од клиниката за кардиологија. Значи, може да има реперкусија и на другите органи, она што реков со маснотиите и така натаму, и така натаму. Добро, доктор Николов, еве кажавме кои се симптомите. Кажавме како оди на некој начин диагностиката, лекувањето за едниот проблем, за другиот. Меѓутоа, не ве прашав кои се причините за да се наруши ова незината функција, значи работата на штитната жлезда. Кои се тие основни причини кои што допринесуваат за нарушување на работата на штитната жлезда? Секогаш кога говориме за сите заболувања, некако ми се чини дека секогаш излегува дека стресот е број еден фактор. Дали и тука е причината стресот или пак стресот може да биде како еден тригер, како еден, знаете, оној орос, како една шкрапалка на овие огнените оружја. Пролонгиран стрес, секако, ако имате вие некоја предиспозиција, многу често генетиката е значајна. Ние во одредени, значи наследниот фактор, во одредени семејства гледаме дека мајката имала тироидеа и ќерките имало, значи наследниот фактор е битен. Понатака рековме ова што рековме на почетокот, она со јодот. Значи онаа струма, онаа гушавост, онаа ендемска струја што се јавува. Значи стрес, јодот, генетиката, наследно, значи јодот, значи повеќе предиспозиции, никош не е само еден фактор. Мултифакториелна етиологијата, значи причината за оваквото не мора да биде само едно да кажете и тоа е. Така да повеќе причини може да бидат овие резултати. Овие што ги спомнав, автоимуните заболувања, се повеќе ги гледаме таа Хашимотова болест. Хашимото синдромот на тироидеата е поврзан со автоимуно заболување? Тоа е едно автоимуно заболување, тоа е една врста воспаление, еден тироидит хроничен, гигантоцелуларен. Сега тоа да не ги оптеретувам вашите гледачи со некои стручни термини, значи тие антитела кои служат за одбрана на човекот, за неговиот организам, тие го атакуваат сопствениот организам, тоест тироидеата. Значи, таа е таргет, таа е целен орган и они против домакинот се вртат и атакуваат жлезата и ја разараат. И како резултат тие антитела што ние ги наоѓаме кај тие заболени лица. Ја атакуваат жлезата, ја разараат, малку по малку тоа како остров се настанува и таа е како спонгиозен, како еден сунгераст изглед има и гледате како да изедена од молци. Еве вака сега фигуративно на пластичен начин да се изразам и полека таа почне да работи забавено. Со секоја наредна атака од тие антитела, таа поеќе и поеќе се забавува. А која е причината пак за ваквата појава? Сега и тука добро прашање. Етиологијата е непозната. Ние сме имале... Како и кај сите автоимуни заболувања, секогаш е така. И тука има мултифакториелна етиологија, веројатно стресот, некоја генетска предиспозиција која ние не можеме да ја објективизираме на нивото на сегашната наука. Меѓутоа, ние во некои моменти гледаме дека тие антитела од чиста мира може да се повлечат. Сме имале луѓе, имале Хашимотова болест и антитела им правиме контроли, ги нема антителата. Поминало тоа. А има кај некои луѓе антителата биле 200, па сега имаме
предвадена една пациентка од Битола испратена, таа имаше 1000 ИБ антителата, значи имаше многу јака форма на оваквото. И тоа немаме објаснување, се уште сегашната наука тоа не може да објасни зашто кај некои луѓе има антитела или се намалуваат или се зголемуваат. Еве тоа е тоа. Значи и таа воспалението, хроничната Хашимотова болест се почесто и почесто ја гледаме. Значи се јавува. Иначе да ви кажам уште една поента, секоја 8 жена во менопаузата треба да страда од тироидеа. Значи тоа е некаде статистички околу 15% од жените. Ние воведуваме така наречени скрининг тестови на пробир, кај што гледаме по дефолт, ако дамата има веќе во менопауза, да ја предложиме тоа нејзиното да прифати, да ја кажеме дека може да има и тоа заболување и луѓето кои се образувани, кои се овака прифаќаат и испитуваат и многу често ги наоѓаме тие некако случајни наодиони, може да немали некоја такви симптоми, меѓутоа викаме луѓе дајте испитете се тоа. Тоа се превентивни прегледи за колоректален карцином, за рак на дебелост, тоа што се прави оној тест на окултно крварење, превентивни прегледи на градите кај жените и ова исто така или го одредуваме оној ПСА кај мажите, оној туморскиот маркер превентивно, знаете, не треба човек да дојде до тако стадиум кој ќе веќе ќе се јават симптомите. Так. Многу кусо само за канцер на тироидеа. Колку е тоа, како да кажам, алармантно и опасно, што може да се случи само добро, карциномите на тироидеата има диференцирани карциноми и недиференцирани, анапластични карциноми и се диагностицираат, ако вие видите јазол на тироидеата кој е обично солитарен, кој е само еден, тој тогаш секојаш има индикација да се направи и пункција на штитната жлезда. Инаку, еве, ако е тоа за некоја утеха, тие се едни од најдоброчутните карциноми на штитната жлезда, значи најмалку агресивни. Збориме за овие диференцирани карциноми на штитната жлезда, фоликуларниот, нели и се лекуваат претпоставам оперативно? Оперативно и со одличен успех, имаме пациенти, значи тоа е стварно. Се случило ли да има некој случај со смртен исход само од компликации на тие повеќе медуларни карциноми, анапластични карциноми, тоа се многу ретки форми на карциноми, али овие диференцирани карциноми се со многу добра прогноза. Так, бидејќи ќе треба да ве ослободиме, нели, во соглед на тоа дека имате работни обврски, само вака некако да заокружиме поентата на денешната емисија и како еден ваш совети за превенција пак во однос на лекувањето, значи како да се превенираме. Што треба да направиме, макар и еден од овие симптоми да почувствуваме? Дали треба навистина веднаш да појдеме да се провериме или пак гледате, симптомите се неспецифични. Така ги кажав. Сега вие кога кажете тахикардија, забрзана работа на срцето, таа може да биде и од една слабокрвност. Може да биде од една тескобност, најтривијално. Луѓето денеска се многу напнати, стресот е многу прави тахикарди. Значи, ја им викам вака, луѓе, ако исклучиме состојба дека тироидеата не е, ако исклучиме дека не е состојба на анемија, најчесто тоа ви е од тука, од главата. Значи, таа е емотивна тахикардија, значи од тескобност, од анксиозност, една напнатост и така натаму. А ова што го кажав, овие скрининг тестови, превентивни прегледи сега се прават, ултразвук, тоа не се толку скупи работи, а убаво служат да се прават. Еве кај жените, јас, например, во нашиот центар Срце како менаџер имам една визија за некоја одредена група на луѓе, значи целна група на луѓе, кај жени имаме прегледи, знаеме што треба да направиме, покрај она основна лабораторија, да го направиме како скрининг тест, бар оној ТСХ, оној ултрасензитивен ТСХ, трета генерација, не знам, кај мажите после 45-та, кај господата повозрастните, треба се направи оној ПСА, оној хормон за простатата, да не има, не дај Боже, некое злочесто заболување на простатата. Еве, тоа се тие превентивни прегледи кои ние ги правиме, ги нудиме, така да луѓето може да го посетат нашиот сајт www.srce.com и ги имате тие телефоните, така да не пронедат. Во секој случај да не ги запоставуваат симптомите. Не треба да се запоставуваат симптомите. Навреме да се реагираат за секој од овие за кои што говоревме денес, а се разбира и за сите оние други проблеми со здравјето. Благодарам за денес, ми беше навистина задоволство да ми бидете гостин. Кажав, останува соработката со Центарот за внатрешни болести Срце, па се надевам дека во некоја следна прилика вие или пак некој од вашите колеги повторно ќе бидете дел од ваш термин. Ви благодарам и на вас за поканата.
Почитувани мои тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Верувам дека доставивме многу интересни информации во однос на денешната тема за сите оние кои што не следеа. Оние репризни изданија, ајде да ги повторам секогаш заборавам, одат негде вечерва после полноќ, утре напладне и во четврток напладне. А ние веќе со нова тема, нов гостин во студио се разбира, доктор специјалист, веќе во понеделник во 17:10, што од сега можам да ви закажам средба со доктор Албена Манева Крстевска, која што е специјалист ортопед хирург. До тогаш ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје.